Неколку дена ме делат од еден надпревар на кој треба да учествувам. Ова маче е физички експлоатирано во вакви стресни ситуации. Моце, кој си ти? Кој си ти? Ама сам ми легна точно на тоа што го читам. Абе, гојлице, ама ова многу убаво уше има. Видите какво убаво уше има. Видите шубо раче има. Видите шубо опавче има. Добро. Работата е многу критична. Шо се не ме боли. Се осеќам многу чудно, невообичаено, но до негде беше очекувано. Последниот месец беше многу критичен, со многу активности, со многу обврски, со се што може да биде исполнет. И ова е резултат на тоа. Плюс имав матура, плюс се и се што не можам да опишам колку ми е мачно. Битно маца е тука да пружи морална поддршка. Ке се вратиме во програма која ќе биде многу подобар. Јас некако преживеав, не знам ни јас како, ама сега е подобро. Додуша сите изминати денови, на савање сум бил поарен и така линеарно си се зголемувала мојата болка до вечер. Тоа е, сега треба да јадам и да учам. И тоа. Полагам матура за 10 дена. Ако ви стивам јас шопрам во денот, ќе ме гледате само како седам тука. Значи на тоа е сведен моментално живото. Сега имаме некои други активности што не ја вклучуваат ова соба и ова маса. Тоа е одење во Скопје. Не во врска со станот го имам баталено моментално затоа што немам време за станот. 300 други работи излегуваат, 300 други работи се прават. Кој се фатиш наоро во вакви работи што правам, нема пуштање. Сега ова оро не е правото, изгледа тешкото. И се осеќам како 10 дена на сабајле само исто нешто да јадам. Кој ќе немам нудли, кој ништо да немам дома. На сабајле онака не знам што да јадам. Мислам не дека е сабајле сега 12, ама јас да јадам треба време кај мене. Не знам што да јадам. Има неколку опции да јадам нешто со млеко, корнфлекс или нешто слично. Павлака, филе, кашкавал, чоколадно млеко. Или па нема трета опција, се не претервам многу. Нема друго шо. Мислам, тоа се моите способности да се направам за јадење. Да знаев ќе беше поарно. Добро и јајца варени, ете да не е толку кризна работата. Очивам голем избор, дури ми е тешко и да се одлучам. Денеска се реши да се потрудам и да си направам полента. Ова полента стои дома кај мене 1 година. И само пола имам искористено од неа. Скоро година, мај 10 месеци. Значи, јануари, февруари, март, април. Има роко поминато. Не се зафркавам. Значи до април беше, а сега сме мај, значи 1 месец има поминато. Не е страшното. Тоа нема мене да ме спречи во мојата одлука да направам палента. Собрав willpower за да го направам тоа нешто. Ајде, ќе се вратиме со моето ремек дело за 20 минути. Ако не заборам, ќе се вратам. Морам да ви кажам дека едењето е на добар пат. Треба почекаме според мојата проценка, не знам колку ги треба чекаме, ќе проценам кој ќе е готово, тоа ќе го извадам. Видете го ова сонценце, најубавко. Сега моментално ќе му го реметиме малце мирот, но таа нема да се лути. Многу си се сакаме. Јас мислам, јас ја сакам неа повеќе колку таа мене, ама тука сме негде. Мислам, барем јас ја бацвам, таа мене не ме бацва. Чекај, да не загори манџата. Ќе заборавев малку сол. И то се разбира оди по проценка. Кажете вие што видеа сака да ви правам. Дали ви е интересно вакво видео од моето моментално секојдневие. Викам секојдневие, секој ден од дневието ми е различен. Пак ќе го тормозиме мачето. Извини маче, многу интересно носе има. Многу си убаво, бе, многу си убаво. Многу си убаво. Значи, ептенс дури се забрадив. Едно влакненце имам на сантиметар квадратен, но се осеќам како хипик. Повеќе како хишник, ама тоа е тоа. Како хипици се викаат тие ми се чини. Абе, леле, бе, колку досадва ме и па зошто толку сум досаден, не ми е јасно. Јадењето е максимално подготвено. Полентата е подобро од било кога. Може дека со љубов е правена. Да го вкусиме ова. Полента немам јадено месеци.
Прекрасна е, но е многу жешка. Откако изедив најубавата полента во светот, следно што не треба да правиме да лежам. Треба да се учи, треба да се средат нека работи на компјутер. Би сакал да ви споделам на се што се работи моментално, но не е тоа паметен момент. Ама учам и за матура, тоа е многу важно. 300 страни се во прашање, една цела голема книга. Вака ми се приспива од пијам антибиотици и од кога ги испијам по сат и пол, многу ми се спие. Не ги испив сега, туку ги испив са вајле ко станав. Јадов една банана, колку да не е туку така и по некое време ги има ефектите. А утро одам Скопје да ја земам мајка ми од аеродром. Сакам да одам Луна парк, мислам дека тоа ќе биде интересно. Битно е да продолжам вака, одам сега, значи во нагорна линија со мојата психофизичка состојба. Повеќе физичка, психичката веќе е пореметена одамна. Нов ден, пред малце се стуширав, сатот е 3 и нешто, 3:40, јас треба да трагам за Скопје. Значи само оставам на некој рандом работ, места рандом крпа да клав наврата. Значи голем проблем е тоа што собата не ми е воопшто средена, а мајка ми сиди и тоа не е многу добар знак. Значи собата кога не е средена, а мајка ми е тука, е лош. Така да ќе мора да си средам, пошто ќе ми збора цело време. Кој ќе ме прашува дали е средено дома, само другите соби му покажувам, од тие се средени, само мојата соба не е средена. Значи полоша не може да биде. Сега ќе ви покажам колку стварно е лоша собата. Крпата ајде, добро, на брзинка ја изваив пред да снимам за да не сум со крпа нагла. Тоа не е толку страшно, лесно се елиминира, пример ќе ја тргнеме таа, ќе клеме тука. Мислам сега дали ќе биде тука или тука, многу голема разлика скроз. Тука не е тоа толку страшно, аве некои работи што треба да си ги земам. Тука е најлошото во собата. Значи тука ми е вториот регал. Едниот е кај што треба да биде, а овој вториот е кај што не треба да биде. Односно сите овие алишта треба да бидат во другиот регал сместени. Овде ги клавам за да имам брз пристап. Значи се е сведено на практичност. Брз пристап, одма го наоѓам тоа што ми треба. И не губам време до другата соба. Тоа е тоа, да се спремам сега. Заборев да кажам, треба и да јадам, заборев да јадам денес цел ден, само една банана јам јадено. Оп. Епа со госпо напред, са немам кај да клам камерата. Треба да тргам. The Bluetooth device is connected successfully. Ступче не фаќам, кола не фаќам. Јас не можам да ви опишам колку многу е жешко. Застанав само заради тоа да се стабилизирам малце в кола ми е 35 степени. Ова не е возможно. Имам уште 67 км за возење, дури да стигнам. Летот малце касни, така да можам да се поматкам, затоа и застанав пошто и ваму и таму ќе треба да чекам, така да барем ќе направам мала пауза. Изгледа стигнав јас. Само еднаш дури гутнав папа. Содева во чекање, едно 25 минути чекам, уште мајка ми ја нема. Еј! Нетварно картонче. Абе, Уќе од Америка. Поиќе само Македонија да влезе во Европска унија има чекано. Содева во чекање. После огромни маки и 20 км извозени низ Скопје, стигнавме на местото на настанот. Тамани GoPro-то го носам, со него ќе А снимам. она замо да се врти. Ле, она ме плаши мене. И вертикално те врти, фронтално те врти. Мама, јас мислам, ако се качам на тоа, ќе го повратам и буреко ти шо го изеде. Не, ова е многу страшно. Нема да одиш? Да не одам. Кога веќе дојдовме до... Да, 20 километри од Маđари до тука идевме, пато го сгрешивме, кузне што направивме.
ми се спие, ни ми се јади, ништо не ми се прави. Јако беше, ама не беше онака екстремно да речиш. Океј, сега сум во кафе, во Казан. Се надевам дека нема да се вртим едно 5-6 минути. 3-4 вајда, не знам што да речем. Изгледа почнуваме. Има некоја музика како демоно последната е, сосеќам клаустрофобично, а на отворено сум, не знам то како да го опишам. Се засилваме. Ова е страшно! Ова е сигурно само за загревање. Одиме нагоре! Oh my god! Одам нагоре тотално! Oh my god! Скроз се превртивме! Нема гравитација тука! Нема ништо! Не беше толку страшно. Јако не беше најекстремно, може и поекстремно. Чекајте, сега критично малку да треба да извадам колата. Одлично излеговме. Интересно искуство, ваква адреналинска. Абе, мама снима уште камерата, ти ми ја земаш, ми ја конфисковаш. Што сакам да кажам? Дека вакво адреналинско искуство не сум имал долго време, оти сум само дома во последниот период. Јас тргнав, а навигација не знам дома да си одиме. Битно тргнав, чекај се. Баш на раскрсни за застана навигација. Абе, сега. Секој со својата банка. Са десно да ме вика? Head west. West, east, west, north. Тоа е тоа, се враќаме сега Битола. Стигнав Битола, сатот е многу. И сега ќе спијам дома. Дечки, се надевам дека ви се допадна цела авантура. Влогот малчице почна од моето боледување, но заврши максимално авантуристички. Сега мора да завршам влогот затоа што, како што ви кажав, јас сум мора цело да си го средам сега, затоа што мајка ми веќе почна со нејзините говори. Настрана што треба тоа да го средам, треба и ова седото тука да го средам. Ова одзема време, треба да се вложи труд, ќе истрпи мојата енергија, но мора да биде средено. Ти мајка ми рече во мојата соба нејки да влегува. Бапнете лайк да се довериме максимално многу лајкој, стиснете subscribe. Со тоа ќе ми дајте поддршка, јас да се исчистам собата. И следете ме на Instagram ib.production, затоа што кога не клавам видеа, таму клавам многу чудни и секакви работи. Се гледаме во наредното видео. Чао!